Ѓорче Петров е еден од најстакнатите идеолози, организатори и афирматори на Македонската револуционерна организација. Тој е еден од најголемите аналитичари на организацијата, кој најуморно и најсуптилно ги разработувал патиштата и начините на македонската борба за слобода и независност. Учествувал на Солунскиот конгрес во 1896 година и заедно со Гоце Делчев е еден од составувачите на Уставот и на правилникот на организацијата. Ѓорче Петров е основач на револуционерните групи и кружоци во Штип, Битола, Прилеп, Охрид, Крушево, Кичево, Ресен, Леринско и Костурско, а во Илинденското востание предводел чета во Прилепско и во Мариовско. По востанието останал во Македонија и работел на обновувањето на организационата мрежа. Заземајќи високи одговорни функции во организацијата, долго време Ѓорче Петров неофицијално вршел две клучни задачи. Ја осмислувал надворешната политика на ВМРО и водел непомирлива борба со надворешните посегања во чистотата на револуционерното дело. Принципите од кои Ѓорче Петров не отстапил никогаш во животот се самостојноста и целосната независност на македонското револуционерно движење. Неговата животна девиза гласи: Македонија на македонците, а неговата револуционерна идеологија се сведува на поставката дека македонското население треба да ја прегарне идејата за слобода добиена преку вооружена борба и дека до слободата се доаѓа само преку борба на живот и смрт. Тој самиот вели: ние пред се ја сметаме идејата за самостојна Македонија како директна цел на нејзиното население и најдозволениот и највозможниот модус за применување на принципот на самоопределување на народите со другите услови и сообразувања околу разрешувањето на македонското прашање. Ѓорче Петров бил убиен на 28 јуни 1921 година во Софија. Тој останува да се памети како еден од најмаркантните и најзаслужни дејци на македонското ослободително дело, а неговиот животен пат како показ на едно блескаво и постојано служење на идеите за државно-политичко осамостојување на македонскиот народ. 28 јуни, ден на убиството на Ѓорче Петров. Даме Груев е иницијатор, идеолог и организатор на македонското ослободително и револуционерно движење уште од самото основање на македонската револуционерна организација. Тој е еден од првите и најценетите идеолози заслужни за реализирање на идејата за создавањето на македонската револуционерна организација и прв секретар на нејзиниот централен комитет. Пред нејзиното формирање од 1891 до 1893 година, Даме Груев бил учител во селото Смилево и во Прилеп, а од летото 1894 година започнал да ги формира првите револуционерни комитети на Македонската револуционерна организација во повеќе градови и села во Македонија. Во 1894-1895 година назначен е за учител во Штип, каде учителствува заедно со Гоце Делчев. На 6 август 1900 година Даме Груев е уапсен и осуден на 10 години затвор поради така наречената Попставрева афера. Затворен е во Битолскиот затвор, од каде што раководи со делото, посебно со Битолскиот вилает. После 2 години од неговото затворање, Даме Груев бил префрлен од Битолскиот затвор во Подрум Кале, каде одстојува се до пролета 1903 година, кога и бил амнестиран. Даме Груев бил председавач на Смилевскиот конгрес и член на востаничкиот штаб на Илинденското востание од 1903 година. 3 години после Илинденското востание, како чин на предавство, Даме Груев загинува на врвот Петлец кај село Русиново Беровско на 23 декември 1906 година. Нема слобода без револуционерна борба. Подобро ужасен крај отколку ужас без крај. Слободата е големо нешто, таа бара многу жртви. Нашата сигурност не е во вооружената сила, таа лежи во приврзаноста со народот. Ние не очекуваме помош од Европа. Ние се надеваме со нашите собствени сили и можеби не е далеку часот кога над војадисаната во крв Македонија ќе засвети сонцето на слободата.
Овие мисли на Даме Груев зборуваат за човекот што му го посвети целиот свој живот на ослободувањето на својата земја. Човекот кој заедно со своите соборци го пробудија со векови поробениот македонски народ. Го поведоа и организира и херојски ги положија животите пред олтарот на слободна Македонија. Високо е неговото место во пантеонот на македонската ослободителна борба и во светлите страници на македонската историја.